Thank you very much, Mr. Mayor. Му благодарам на господинот градоначелник и председателот на Советот на општина Прилеп за денешниот прием. Како што кажа градоначалникот, за време траењето на мојот мандат сум бил неколку пати досега во Прилеп и Македонија, но всушност ова е моја прва посета на оваа канцеларија. Сум бил во Трескавец, сум видел различни места, Мариово, сум се сретнал и со претходниот градоначалник во неколку наврати. И би сакал да ви се заблагодарам за приемот во вашата канцеларија. Денеска имав добра посета. Денот го започнав со посета на еден мал бизнис, Старафурна, кој е еден од историските бизниси, кај кој може да се забележи дека се надградил со големиот предприемачки дух и докажува дека може да се креира и оствари секојдневен раст во вработувањата, со поглед во иднината во овој историски град. Потоа остварив средба со група млади луѓе, во духот на историскиот момент и иднината на Македонија, престојниот референдум, преспанскиот договор, НАТО и ЕУ интеграцијата. Мојата порака до нив беше дека САД се партнер на Македонија веќе 25 години. И ние секако сакаме Македонија да се придружи на НАТО и ЕУ. Ние мислиме дека преспанскиот договор, иако е тежок, представува фер компромис, кој што отвора пат кон таа светла иднина. Моја порака до овие млади луѓе беше дека е ова нивен момент да ја видат можноста и да им помогнам да ја одредат својата иднина. Уште еднаш им напоменав дека е важно да излезат и да гласаат. Важно е да кажат дека ова е битно за мене и дека јас имам различно мислење за тоа. Тоа е дел од демократскиот процес и како треба да изгледа модерната држава и демократијата. Се надевам дека сите луѓе ќе излезат, ќе учествуваат и ќе гласаат за оваа апсолутно критичка одлука. Како што кажав, САД имаат сопствен став за оваа ситуација. Ние сакавме и работевме со Македонија многу внимателно во претходните години за да ја помогнеме да оствари напредок во остварувањето на стратешките интереси на САД, а се рефлектира врз аспирациите на стратегиските интереси на македонскиот народ. А тоа се придружувањето кон НАТО и Европската Унија. Ова е тешка одлука, бидејќи како што спомена вклучува тежок компромис, но мислам дека кога луѓето ќе размислат и погледнат во суштината, ќе сватат дека таа придонесува кон зачувување на македонскиот идентитет и зачувување на македонскиот јазик. И мислам дека со поглед на можностите во иднината ќе имаат подобро разбирање, но треба да гласаат како сакаат. Но што е важно? Пред се да се запознаат со содржината на договорот и да ја донесат сопствената одлука. Ние како САД сакаме да ја видиме Македонија, да стане 30-та членка на НАТО како Северна Македонија. Тоа ќе придонесе кон стабилност и безбедност. Вашите соседи ќе бидат ваши обврзани сојузници, обврзани кон вашата независност и суверенитет и ќе ги отвори вратите за поголема и побезбедно бизнис инвестирање во вашата земја. Сметам дека вреди да се инвестира во посветла иднина. Но уште еднаш сакам да повторам дека оваа одлука не зависи од нас, туку од граѓаните на Прилеп и Македонија. Ќе ја продолжам посетата со остварување средби со други поголеми бизниси, од кои дел се американски. Прилеп, како еден од најважните економски градови во Македонија, има многу потенцијал и ќе разгледаме дел од инфраструктурните проекти, што може да придонесат за напредокот и растот на овој град. И ние ќе ја поддржиме Македонија, како што се развива партнерството меѓу нашите две земји. И уште најважно од се, да излезете, да го искажете сопственото мислење, без разлика какво е тоа мислење.